денот, после собраниската седница, хиерингот овде во собранието, дека сум спремен да дадам изјава за вас и да одговорам на сите ваши прашања. Истото се однесуваше и на парламентарната комисија за надзор на работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање. Ако ме прашате зошто толку чекање од првиот ден кога се појави информацијата, мораме да ги почитуваме институционалните процедури. Најнапред да извршиме соодветна проверка, каде затаил, ако затаил системот на безбедносни проверки, понатаму врз основа на тоа што го констатиравме, ние го информиравме државното раководство. Денес имавме намера да ја информираме најрелевантната комисија за надзор на работењето на агенцијата и после тоа да ви информираме и вас новинарите, а преку вас и граѓаните, затоа што граѓаните треба да знаат што е она што се случува во државата. Комисијата започна, рефериравме досега по првата точка, а тоа беше во врска со давањето државјанство на така наречен случај Онишченко, кој со право предизвика висок интерес во јавноста. И јас и ветив на комисијата, со оглед на тоа што не присуствував, бев спречен поради службени обврски да присуствувам во средата на првиот дел, првата сесија од комисијата, и бидејќи дневниот ред беше веќе донесен, јас ветив дека во рамките на втората точка сакам да зборувам за уште едно прашање. Недела дена пред да избие овој случај, Агенцијата за национална безбедност беше обвинета дека ги користи средствата и методите на службата за следење на политичката опозиција. Малтене се сакаше да се покаже дека Агенцијата за национална безбедност влегла во чевлите на поранешниот субјект УБК и дека го прави малтене истото кога се обидува и кога не се обидува, него за жал прислушува во долг временски период повеќе од 20.000 граѓани на нашата земја. Да се вратам каде застанавме со работата. По првата точка јас реферирав каква е состојбата со проверката на Онишченко. Сакам да ви информирам дека безбедносните проверки се прават согласно предвидените НАТО стандарди, односно дека се извршува на 3 нивоа и дека за секоја проверка пред финалното одобрување потребни се потписи од 10 припадници на агенцијата. Што значи трите нивоа? Кога ќе се добие барањето за безбедносна проверка, безбедносната проверка оди на терен, значи ако живее или планира да живее апликантот Скопје, ќе биде Скопје, Битола, Штип и така натаму. Таму се разгледува на 3 нивоа. Значи работникот кој што ја врши, неговиот непосреден раководител и раководителот на таа организациона единица. Откако безбедносната проверка ќе биде завршена таму, доаѓа во централа. Во централа, тоа го слушнавте вчера во една од изјавите, се врши на 4 нивоа. Едното ниво е сектор за контраразумнавање, второто ниво е сектор за спротивставување на тероризам и насилен екстремизам и третото ниво е сектор за заштита на витални економски интереси. Доколку на сите овие нивоа се процени дека постојат одредени елементи и за одредени држави нечленки на НАТО, безбедносните проверки одат и во рамките на четвртиот сектор, секторот за стратешка соработка, кој што проверките ги врши врз основа на своји евиденции и воедно ги врши врз основа на комуникација со стратешките партнери во рамките на НАТО алијансата. Бидејќи ние, како што знаете, 2 години и нешто поред, веќе сме полноправна членка на НАТО алијансата. Вака опишаната процедура, кога се отпочна интерната постапка за утврдување на евентуален пропуст, покажа дека сите овие нивоа се завршени, последните 4 нивоа дека имаат дадено позитивно мислење, односно дека за наведеното лице не постои безбедносен ризик, и врз основа на тоа бил изготвен финалниот предлог и испратено мислењето дека не постои безбедносен ризик назад во Министерството за внатрешни работи и после тоа проследено до владата за одлучување. Кога влеговме да анализираме дали има проблем и врз основа дали ја испочитувале претходно утврдената процедура во цело сите овие нивоа, констатиравме дека ова последното ниво,
кој што требало да направи меѓународна консултација со партнерите во рамките на НАТО, направило одобрение, меѓутоа потпишало дека не постои безбедносен ризик без да го направи последниот чекор. Потребната консултација со партнерите во рамките на НАТО алијансата. Со оглед на наведеното, во Агенцијата за национална безбедност преземени се неколку мерки. Најнапред, бидејќи лоциран прстенот и лоциран е поединецот кој што го ставил тој подпис без совесно да се изврши својата задача, преземени се мерки за утврдување на одговорноста. Што значи каква ќе биде постапката? Тоа е досега што е направено. Испитуваме дали се работи за изолиран случај или се работи за и уште некој друг предмет. Не сакаме заради ваков предмет, она што е сторено со вредна работа, со макотрпна работа во изминатите 3 години за надминување на онаа слика што имавме за делувањето на главната безбедносна служба во изминатиот 15 годишен период да се повтори. Значи, лицето и евентуално други инволвирани во наведениот случај ќе си бидат преземени законски мерки. Законските мерки, како што споменав, се предвидени во Законот за национална безбедност, се предвидени во останатите интерни акти и во зависност, ви реков, од тоа ќе се види дали ќе се заврши со дисциплинска, со кривична или со било каква одговорност. Тука си има експерти, утврдено што е направено, ни останува уште да утврдиме. Дали се работи за несоодветно, тоа е несоодветно постапување, дали се работи за пропуст, или се работи за намера, или се работи за некаков лукративен интерес. Ништо од ова не е исклучено. Сакаме и мој најголем интерес и прв интерес е тоа да го откриеме. Ќе го откриеме, нема да застанеме и ќе ве информираме за тоа како ќе продолжиме. Ова е во однос на првата точка, ако ми дозволи да сосема кратко за втората точка и после тоа стојам на располагање за ваши прашања. Зошто го покренав прашањето за тоа дали Агенцијата за национална безбедност ги злоупотребува средствата и методите? Средствата и методите со кои ние располагаме, ни ги дала државата, ни ги дал парламентот, ни ги дал овој народ, се за да ја штитиме националната безбедност, не да следиме политичка опозиција. И тоа нема да го правиме и нема да го правиме се додека јас ја водам оваа агенција. Меѓутоа, што констатиравме во дадениот случај? Излезе и многу интересно зошто денес представниците на опозицијата не го поставија тоа прашање. И дали тоа може да се доведи во корелација сега и со предизвикувањето инцидент, па да се прекини седмицата, па да се добијат уште неколку дена за евентуално да се види што е тоа што сакам да го кажам. Јас ќе го кажам сега. Немам намера да чекам затоа што тоа не е точка на комисијата и тоа беше на моје барање. Значи се работи за следново. Излезе во медиумите, во овие новите електронски медиуми, како ги викате, дека агенцијата подолго време излегуваше и се креираше атмосфера дека некој следи политички партии, активности, слика, снима, прислушкува и така натаму и така натаму. Јас со нетрпение очекував да излезат со некаков конкретен аргумент. Зошто? Затоа што знам дека тоа не се прави. Нема дадено наредба во овие 3,5 години агенцијата. Предмет на интерес на агенцијата не е ниту една партија која е дел од политичката опозиција, па ниту поединец. Зашто се работи? Значи, беше излезено во медиумите дека тројца мои оперативци на Агенцијата за национална безбедност, се извинувам, престојувале во Пријеп во исто време кога таму престојувал лидерот на политичката опозиција, на главната опозициона партија. И при тоа, и ова е тврдење кое што може да оди. Меѓутоа, при тоа, на тој електронски медиум беше објавена фотографија од возилото, со делумно прецртан регистарски број. И воедно беа објавени иницијали и малку повеќе од иницијали на тројцата оперативци. Тоа представува оддавање на класифицирана информација. И тоа е направено од припадник на таа политичка партија, кој долги години бил во безбедносните структури и кој е сега заменик председател на оваа комисија. Затоа сме во консултации, во договор, во разговор со надлежните органи за кривично гонење и се надевам дека тие ќе завршат и ќе се одлучи за натамошната судбина на овој случај на оддавање на класифицирани информации. Втора работа. Нас не заинтересира како е тоа можно да ова возило некој го слика. Се работи за возило на Агенција за национална безбедност. Презедовме одредени мерки и со оглед на тоа што го презедовме, констатиравме
дека одредено лице во местото каде што ова се случило, кој бил поранешен припадник на поранешната управа за безбедност и контраразузнавање, а кој сега е припадник на Министерството за внатрешни работи, го искористил моментот, го фотографирал возилото и најверојатно, тоа ќе се потврди, го проследил на некои други нивоа кои тоа искористиле да го обвинат. Со оглед на наведеното, иницирана е соодветна постапка. Мислам дека надлежните органи за кривично гонење, а тоа е Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство, веќе тече постапка и дека многу, толку можем да кажем за овој случај, многу скоро ќе излезат со информација каков е случајот, какви докази се обезбедени и зошто наведената структура го правила тоа. Тоа е она што сакав второ да го кажам, што за жал поради овој прекин не можеа да го чујат почитуваните пратеници членови на надлежната собраниска комисија. И сакам уште една трета работа да кажем и малку да го измотивирам истражувачкото новинарство, затоа што мислам дека истражувачкото новинарство е здраво. А тоа е, деновиве излезе во медиуми и почна да се актуализира прашањето дали во врска со овој случај, и тоа ќе биде едно од вашите прашања, знаам, кој треба да сноси одговорност и дали директорот на Агенцијата за национална безбедност треба да сноси одговорност и дали тоа можно ќе се рефлектира евентуално на некаква идна негова политичка, дипломатска или не знам каква кариера. Не е нелегитимно ова прашање. Меѓутоа, ова прашање го поставува еден господин, кој што еден ден откако јас сум именуван за директор на Агенцијата за национална безбедност, тоа е 12 јуни 2019 година, добива безбедносен сертификат. Да ви споменам дека првите 3 месеци од моето поставување се уште функционираше УБК. Значи агенцијата започна со званична работа, со официјална работа на 1 септември, значи 3 месеци подосна. Кога малку се заинтересиравме да видиме што е ова и кој е моралниот кредибилитет на некој да покренува вакво прашање, излезе дека се работи за поранешен министер во една од поранешните влади, за сегашен актуелен член на оваа куќа и за човек кој води една од важните комисии. Меѓутоа, кога малце проверивме проверката, видовме дека има одредени многу важни податоци изоставени. Има изоставени податоци за одредени санкционирања во една земја членка на Европската Унија, во поглед на многу интересни кривични прекршоци и јас ве мотивирам, тука ќе застанам, не споменувам имиња, како истражувачки новинари, со внимание проверете за што се работи, понатаму како и што ќе се одлучува во однос на тој предмет и на останатите предмети каде што се направени одредени пропусти, дополнително ќе ве информираме. Како и да е, зборувам за тоа, ако сте спремни да вперите прст во некого, дали има морален интегритет, кредибилитет и така натаму, да обвинувате дека злоупотребил службена положба, затоа што подпишал предмет подпишан од 10 припадници на агенцијата, од кој еден не си ја завршил работата, а во исто време против вас се води судски процес за измама и за злоупотреба на службена положба пред надлежните македонски судови, треба да имате малку и кредибилитет и образ тоа да го направите. Тука застанувам отворен со Димовски, значи нешто ме чекате. Следното ќе почнам. Делите да изнесувате информации за политичара, само неколку минути претходно кажувате дека политичари не се предмет на правот на АНБ. По чија иницијатива тогаш го проверивте ова лице кое што ви сакате да ви дискредитира? И зошто тоа го направите, ако лични се побудите, а не службени? Не, проверено е сега во овој процес, одма да ви кажем, во овој процес почнавме да се навраќаме на сите безбедносни проверки правени претходно. И ние мораме тој систем да го видиме дали има пропусти и каде има. И при тоа ние констатиравме дека се работи точно за тоа. Така да, ви реков, не спомнав имиња, проверете прво дали ова што е кажано е точно. Колку да ве мотивирам во вашето истражувачко новинарство. Значи, господин Димовски, нешто, ева јас ќе се надоврзам на последното. Кажавте како сте превземале мерки да дознаете во какви состојби и односи, каква доси имаат одредени политичари во земјата, а успеавте исто така да дадете државјанство на човек кој што има потерници на неколку држави, кој што е осумнителен за тоа што е осумнителен. Јас не сакам тоа да го кажам и не треба да го кажам.
дали сме една членка на НАТО да направи вакви пропусти или како што сакате вие да ги наречете. Колку сме безбедна држава тогаш како членка на НАТО? Значи ние Кога можеме да истражуваме за внатрешни политичари и да им дадеме државјанство, ево за една година, две-три државјанства се дадени на лица кои што се премногу спорни. благодарам за прашањето на вистинско место и заслужува вистински одговор. Јас мислам дека ви одговорив. Значи, воспоставен е систем така како што треба. Ние ќе го преиспитаме системот уште еднаш дали има некаков недостаток. Се работи за една алка во тој систем која што направила голем пропуск, кој што има потенцијал да ја компрометира работата на сите досегашни постигнувања на агенцијата. Ние сме имале многу досега средби, денес не е ден да зборувам за кои се постигнувањата, меѓутоа ние овој инцидент многу сериозно го сваќаме и затоа ви реков сме спремни да преземеме сега она што е за ова повеќе да не се повтори. Одговорноста, одма да ви кажам, значи одговорноста ќе биде утврдена точно на локално ниво и ако ме прашувате за мене, јас да ви кажам сум во Македонија, немам намера да одам во Будимпешта, немам намера да одам во Грција, немам намера да променувам место за живење во Охрид. Останувам тука и спремен сум да се соочам со се, ако се цени дека треба да сум одговорен. Дали тоа се работи за внатрешните страни, дали тоа некако ќе влијае на амбасадорското место кое што го спомена колежката? За тоа, дали ќе влие и како ќе влие, јас оставам нормално, други нивоа ќе одлучуваат. Мој интерес е ова да се расчисти до крај и ќе направиме да се расчисти до крај. Господине Димовски, што може ли да ни кажете што се случи денес? Имате ли некое објаснување за тоа како протече снимка, аудио снимка од вашето сведочење на комисијата на YouTube каналот на Собрание? Ние се наоѓаме во парламентарниот дом. Како и вие, јас сум гостин овде. Видовте дали требаше да правиме конференцијата во другата сала, па ни беше сугерирано да ја правиме овде. И јас ја почитуваме независноста на парламентарниот дом. Значи, одговорноста за безбедноста во парламентарниот дом си ја носат структурите, раководителите на оваа куќа и веќе се преземени мерки согласно мои информации да се види што се случило и како е тоа што и зошто тоа се случило и евентуално да се утврди одредена одговорност. Ке оставиме да собранието си ја заврши работата, јас сум уверен, имавме пред ова кратка средба долу, дека веќе се преземени мерки и ние не знаевме дали таа проверка што се прави ќе трае 1 сат или 1 ден. Беше кажано најдобро е да одложиме седницата, јас реков ќе дојдам да ви одговорам на вашите прашања. Кој е лицето што стои зборуваме за грешката во институцијата што ја раководите? Дали е лицето со безбедносни сертификати поминато? Да. Ако е припадник на овој сектор што ви спомнав, сите овие 4 сектори се значи лица со безбедносни сертификати со највисоко ниво на одговор. И зошто тоа го направи кога го прашате? Ќе утврдиме и Не сте го прашале вие лично, не сте го повикале како директор? Значи тоа си е дел од истрага. Јас ви кажав каде е проблемот, сега утврдуваме која е причината за тоа. Во моментов името не можам да ви го кажам. Класифицирана информација. Вие многу добро ги познаете, претпоставувам, процедурите во АНБ. Според вас, што е повеќе намерна грешка или Не сакам да прејудицирам. Си има формирано, си постои структура во агенцијата која си го работи и ќе си го утврди тоа. Никогаш не сум се мешал во нивната работа. Кој ќе дојде конечниот резултат, го гледаме и барам аргументи. Ако има аргументи, не правам никаква Но забелешка. дали може да се товари цела одговорност на едно лице кога вика се поминати 10-15 постави процедури таму? Дали на крај треба да има поголема одговорност? Па сите останати ги направиле во овој процес на проверки, го направиле тоа што е пропишано согласно процедурите. Очигледно ова лице дел од тоа не го направило, а сепак одлучило да стави подпис дека се Едно лице успеа Да го манипулира цел систем, да. Да го употребам зборот, изманипулира или измами директорот на АНБ. Како што кажав, значи, ако имате 80.000 безбедносни проверки во овие 3,5 години, мора да верувате на своите вработени, на луѓето на кои сте им поклониле доверба. Така да, додека не се случат вакви инциденти, и процесот функционира и добивале највисоки оценки и од тука и секаде каде што се работуваат, сега констатиравме пропуск и преземаме мерки согласно пропусот. Дали крајниот збор го имате кажано вие конкретно за Онишченко со подписи? Дефинитивно подписот на актот е на директорот или на неговиот заменик.
Кој вие А сте што го ако не подпишали? се објавеше во медиумите, ќе се откриеше ли оваа системска грешка? Не, јас се согласувам дека и затоа денес реков, најодговорно ќе беше сепак да се сочека комисијата да ја заврши својата работа. И после комисијата седиме тука со господинот Принџов и заеднички да дадеме изјава. Нормално тој ќе си даде од негов аспект, јас од мој аспект. Меѓутоа, со оглед на тоа што изгубивме една недела, со оглед на тоа, за да можеме ние да подготвиме информација, мора да провериме. Прво проверувавме на сите од овие нивоа, дали се запазени процедурите, после тоа проверувавме и на меѓународно ниво. Откако ја добивме информацијата, ние направивме информација до државното раководство, веднаш ден после тоа беше побарана средбата на комисијата тука, јас замолив да се одложи за ден-два за да можам да присуствувам и еве денес не сакав да се одлага, ако одложив уште недела дена не знам што ќе се случиш. Дојдов тука отворено и ви одговарам. Поелете. На градот вие сте директор, дали треба да имате одговорност ако се докаже дека има Не сметам дека има лична одговорност, меѓутоа ако се процени дека има пропуст и директна одговорност од моја страна, јас ви кажав, нема да патувам ниту во Будимпешта, ниту во Охрид да менувам место на Житоцо, ниту додам во Грци кај што некој отиде. Јас ќе видам тука. Човекот што направил грешката е искусен работел во АНП или е ново? Па штом работи во тој сектор, значи дека било проценето дека има соодветно ниво на одговорност. За жал овде се покаже дека не било така. Благодарам. Благодарам и вас.